Василев Ѓорги е со следното прашање и прашува и вели кои се разликите помеѓу постењето кај муслиманите и христијаните и какви се негативностите ако воопшто ги има. Ѓорги, негативностите се тоа што многу луѓе постењата, дали се работи за муслиманските пости кои што е сега, дали се работи за христијанските, предвеликденски, предбожик, ги користат како начин за да слабеат. И тоа е најголемиот грев кој што го прават, а не како начин да го прочистат телото, начин да можеби им помогнат на луѓето кои што немаат, затоа што тоа откажување од одредени продукти и чистење на себе си, градење на трпение и на карактер и помагање на другите. И тоа е практично и суштината зошто се вметнати постењата во религиите. И тука е најголемата грешка што луѓето одат на пост од себични причини, од тоа да ослабнат, а не од тоа да помогнат, да дадат, да се прочистат. И генерално дали се работи за муслиманските ако ги земеш се на еден начин тоа да не јадеш можеби цел ден и да не пиеш вода е на еден начин intermittent fasting во денешни услови. И intermittent fasting знаеме дека активира автофаги, е супер. Не сум сигурен само за делот и со непиењето на вода, но сепак тоа е нешто што нивната религија го налага. Она што не ми се допаѓа повторно во тој пристап е што повторно и луѓето кои што ги следат овие пости доаѓа моментот на ифтар, тоа е да речеме у денешни услови околу 7:30 на вечер, кај што се седнува и се прејадува човек, што повторно не е тоа идејата на постењето. Затоа тука се само негативностите, а не во самата исхрана. Така да едниве ја би ги порамнил со intermittent fasting, а христијанските би ги порамнил повеќе со веганство, што повторно многу од науката вели дека е супер и дека има многу здравствени бенефиции. Затоа и двата се добри, и двата се направени за луѓето да вежбаат трпение и она што го кажав на почетокот, да даваат, да се прочистат, а не за да ослабнат, затоа што многу луѓе при слабењето од постење, тоа е само, значи, резултатот слабење од постење е само последица на тоа што можеби се кратат на калории луѓето, не знаејќи што да прават, а подоцна ги враќаат затоа што едноставно телото е ставено во одбранен механизам и се јавува тој јојо ефект кога се враќаш назад од постот и на нормалниот начин на исхрана. Така да супер се и двата, не за џабе се вметнати во религиите и е добро човек да ги практикува и без да биде можеби верник на некоја религија која што има име.